на Министерството е да креира политики за поддршка на земјоделците, не за поддршка на крајните потрошувачи. Да, владата креира мерки и останатите институции. Меѓутоа, суштинска елементарна улога на Министерството е да креира програми и токму затоа ги имаме програмата за директни, за рурален, интервентниот фонд и сите останати со кои што ние даваме поддршка на земјоделците, на производителите, да ги задржиме во производството, да ги задржиме луѓето во тие средини, да не го напуштаат производството. Ризикот минатата година беше дека голем број на фармери земјоделци ќе се откажат од нивите и производството на поледелски култури. Токму затоа ги имавме интервентниот фонд, зелената нафта, 40% за вештачко ѓубриво, редовни, брзи и навремени субвенции кои што беа исплатени за да ги поддржиме македонските земјоделци. Ние подготвуваме, и тоа денеска може да го кажам, еден голем пакет на мерки кои што дел од тие мерки средствата веќе се обезбедени во ребалансот на буџетот, а дел ќе бидат на почетокот на следната година, меѓутоа како мерки за поддршка, драстично поголема поддршка на младите земјоделци и драстично поголема поддршка на сточарството, кој што станува наш приоритетен сектор, да го спречиме падот кој што го има во цела Европа, во цел регион и кај нас. Затоа подготвуваме мерки и политики кои што ќе ги презентираме за драстично поголема поддршка на неколку сектори, би рекол, така да Министерството продолжува со сите своји напори за поддршка на македонските земјоделци, а владата во вторник, како што беше најавено од потпредседателот на владата и министерот за економија, ќе разгледува предлог на пакет за ограничување, односно замрзнување на цените, заради тоа што, да го повторам тоа што вчера сите го кажавме, да не е дозволиво трговците да се богатат на грбот на граѓаните и последните анализи, како што знам, веќе се прават и ќе се носат одлуки кои што ќе бидат и ригорозни, но и кои што мора да се почитуваат, а пред се во намалувањето на или замрзнувањето на основните прехранбени продукти за граѓаните.